Повторно сме назад во студиото по кратката пауза, каде што продолжуваме секако со темите и прашањата кои што ги поставивме за ова денешно издание на емисијата во тек. Се дока е 14 часот, ке можете да продолжите да зборувате. Меѓутоа, втората тема ја сменивме. Ке го поставиме прашањето за патните трошоци, односно патните трошоци се денеска ставени на комисиска расправа и би сакала да отвориме и оваа тема, да го слушнеме вашето мислење. Предлогот на власта за кратење на патните трошоци денеска се најде пред членовите на Комисијата за финансирање и буџет, а веќе утре е ставен на дневен ред и на Законодавно-правната комисија и Комисијата за политички систем. Со измените се предвидува надоместот кој пратениците го добиваат за секој поминат километар, зависно од цената на горивото, од досегашните 30% да се намали од 20%. Исто така, на комисиската расправа ДУИ најави амандман за укинување на патните трошоци на сите функционери. Значи, втората тема, патните трошоци на пратениците на комисиска расправа, дали треба воопшто да се укинат патните трошоци на функционерите на пратениците или пак треба да се намалат патните трошоци од 30% како што е досега, како што се предвидува на 20%. Што се однесува до првата тема за државната пензија за сите, да или не, исто така ќе продолжиме да зборуваме на оваа тема. Како што реков и во првиот дел, на социјалните мрежи од вчера вечер почна да кружи информација која што по наши истражувања увидовме дека станува збор за информација од минатата година, која што ја имаше објавено премиерот Зоран Заев, се однесува за доделување на државна пензија за сите граѓани, дури за оние кои што секако не ги исполнуваат условите за добивање на пензија. Меѓутоа, како што кажав и на самиот почеток, за ова решение се предвидува, меѓутоа се уште не е поминато на влада, се уште ова не е владина одлука за да нема забуна. Како што рековме, во програмата на Социјалдемократскиот сојуз во предизборната програма ова ветување беше дел план за живот во Македонија, меѓутоа е дел од програмата за работа на владата од период од 2017 до 2020 година. Значи, се предвидува со оваа мирка станува збор за 40% од просечната пензија во Република Македонија, која во овој момент е нешто повеќе од 13.000 денари. Оваа мирка е предвидена во владината програма и најверојатно се претпоставува дека ќе се реализира во следната фискална година. Секако имавме потврда и од владата дека ќе се реализира оваа мирка, меѓутоа ете упативме прашање до Министерството за труд и социјална политика кога од прилика би можеле да очекуваме ваква мирка. Што се однесува, бидејќи една од гледачките се јави веќе неколку пати досега се има поставено ова прашање токму во оваа емисија за платите на стечајците. Упативме вако прашање повторно до Министерството за труд и социјална политика кога ќе бидат исплатени платите на стечајците и секако го чекаме одговорот во секој момент. Веднаш штом го добиеме ќе бидете известени. Исто така очекуваме одговор и за социјалната помош и за помошта за трето лице. Како што реков, темите на кои што продолжение ќе можете да зборувате, државна пензија за сите, да или не, и патните трошоци на пратениците на комисиска расправа, дали треба да се укинат патните трошоци или треба да се намалат истите. Дали имаме гледач на линија? Добар ден. Дали се слушаме? Се слушаме, да. Повелете, во програма сте. Ви благодарам. Повелете. Значи, јас би сакал да зборувам за тема број 1 за државната пензија. Добро. Но и би сакал да зборувам за тема број 2 што беше пред рекламите за различноста. Може? Може. Добро. Повелете. Значи, ако се усвои таков закон, ако се изгласа закон за државна пензија на сите, тоа ќе биде нешто најпозитивно до сега што било која влада во Македонија го направила. Тоа значи дека Македонија ќе стане социјална држава, држава која ќе се грижи за сите своји граѓани, за сите своји државјани. Тоа значи дека ќе нема толку сиромаштија како сега што има
како што гледаме по улиците, по контейнерите, просјаци на раскрсниците и така натаму. Значи, секоја чест. Толку би имал да кажам за темата број 1, а сега за нешто за тема број 2, која Сабајлеви беше на програма. Да, за законот за езиците, дека е повторно вратен во собрание, во собраниска процедура. Повелете. Ја многу да зборувам, не знам од каде да почнам. Од некаде почнете. Еве, ќе почнам со народната македонска песма "Македонски народе, со какви идеи си ти". Срам големе за тебе сам да се не знаеш. И таа песма не е туку така джабе испеана од македонскиот народ, бидејќи најверојатно дека тоа и уште и ден денес ни се случува, ние се уште не знаеме за себе. Лично јас се чувствувам македонец, горд македонец, припадник на македонската нација, но најверојатно дека многу малку ги има во Македонија какви што би требало да се чувствуваат. А сега македонскава влада направи и прави со одлуките и законите што сака да ги носи. Јас лично, аз мислам дека и многу други во Македонија да се чувствуваме, еве како што јас сега се чувствувам, и нервозен и неспокоен, и љут, и бесен, и вознемирен, и иритиран, и обесправен, и обесхрабрен, и навреден, и понижен, и натажен, и не знам уште до Сабајле би можел да набројувам како се чувствувам, затоа што тоа што го прави оваа влада е фактички предавство. Добро. Сакат да изгласат двојазичност. Сакат, односно го подпиша договорот со Бугарија за добрососедски односи. Црквата МПЦ БПЦ и на крај промената на името. Сето тоа е во еден пакет заедно, кој сака оваа влада да го направи, да ги спроведе сите тие закони и што ќе направи. Ќе уништи Македонија, ќе се деси катастрофа, ќе го нема ни македонскиот народ, ни македонската држава, а тие што ќе ги донесат овие закони ќе постанат синоним на предавство. Како не е туку така сега джабе низ цел свет раширен по имот Квислинг. Се знае кој бил тој, некој норвежанец кој што работувал со фашистичката влада. Сега, дали сака и оваа влада да го замени тоа име, па таа да стане светски позната предавничка влада за било која работа. Ако се изгласа законот за двојазиците и да се промени името, мене ми се чини дека и две групи дечиња кога фудбал ќе се играат, па едното ќе ја издаде некоја тајна на својата екипа како да дадат гол, ќе му викат бегај бе, ти си предавник, ти си Зоран Заев. Значи ми се чини дека ќе стане синоним и асоциација на предавство. Мене ми е жал што вака морам да зборувам, но така се чувствувам. Нека ми каже некој дека не сум во право. Јас сигурен сум дека сега ќе се јават многу говорници кои нема да се сложат со мене, но јас го кажав тоа што го чувствувам, а сигурен сум дека и ги има многу во Македонија такви, но немаат храброст да се јават и да го искажат тоа мислење. Ни ВМРО не е тоа што мислевме дека беше. Тие фактички се бореле чисто за своја власт, само односно да останат на власт. Тоа се виде после немирите на 27 април кога бева. Значи, чисто се борева само за да останат во собранието. Сега никаде ги нема, ниту некако ниту вамо, ниту тамо, ниту самите не знаат што да прават. Ситуацијата, значи, ни е многу тешка, само Господ може да не спаси. Добро, да.
Ето, тоа се извинувам, пријатно. Ви благодарам за вашето јавување, нема зошто да се извинувате, секој си има право да си каже што си мисли, токму и затоа постојат овие емисии, за да го слушнеме вашето мислење, а секако различни се мислењата на луѓето. Државна пензија за сите, да или не, и втората тема, падните трошоци на претениците на комисиска расправа, дали треба да се укинат падните трошоци на претениците на функционерите или треба да се намалат од 30 на 20%. Да го слушнеме следниот гледач. Добар ден. Добар ден. Повелете, во програма сте. Значи, се јавам за првата тема, државна пензија за сите. Добро. Како што претходниот гледач го поздравам овој потек на владата, со една многу голема, како да кажам, тоест дополнување сакам да Кодлика знам за што конкретно се работи за пензијата, само не сум сигурен и вашата слушна реколте дека 40% од прочетната пензија ќе биде тоа. Да. Тоа е 40% од минималната. Да, тоа значи доаѓа 5200 денара. Так, од прилика. Мака. Тука има една голема разлика, мислам дека треба да отворите посебна емисија за државната пензија за сите. Сега ќе ви опишам што сакам да кажам. Ајде. Така, значи, кај нас во Македонија е 15 години работен стаж и за жени и за мажи. Да. Што е минимален. Минимален. Тоа е голема основа 15 години. Како што знаете, во обкружување на сите земји, например, или западноевропските земји, или во Америка, или во Австралија, 10 години е, или 5 години е. Пред сега ќе ви објаснам зашто тоа го правам. Има, конкретно, во Македонија, многу голема група на пензионери, кои што има 12, 13, 14 години работен стаж, не може да отвора права на пензија, потому што ви кажуваме дека пензискиот минимум 15 години. Ако секоја чест на текстилните работници и кожарските работници, што се гарантирани од личен доход од 12.000 dinara, али да земеме да направиме една математика. Они за 15 години во пензискиот фонд ќе убацат околу 9.000 евра, со 26% од прилика е одвојувањето за пион, и еден работник што работи 13, 14 или 20 си му помагат. Јас, например, познам, од нас евалистичном, например, познам 20-30 души кои имат по 13-14 години работен стаж, а не можат да стварат право на пензија, а во фондот убациле, например, работеле во многу подобри фирми, али оваа транзиција што ни уништи нас, од после 90-те години останале технолошки вишкови или све, а убациле во фондот 12, 13, 14 евра. Значи, нема против кожарските текстилските работници што убацуваат 9.000 евра, а овие кои што имат по 13 или 14 години работен стаж, за неполна година или две не може да осварат право на пензија, а освариле 4, 5, 6 хиljadi евра, многу повеќе тоест упатиле да се изравнат во пензискиот фонд. Значи, имам еден предлог. Може на иницијатива во формирање на граѓанско здружение да се скрати работниот стаж, например 15 години ако е за мажи, да се 13 години за мажи или 12 години за жени. Значи, не сум против државна пензија за сите, али не може некој со 2 години стаж што убацил, да речем, 3-4 евра во пензискиот фонд, а некој што убацил 13 или 14 евра да биде иста. Дали ми сваќате што сакам да кажам? Да. Исто убацување. Значи, да се намали пензискиот стаж, 13 години да речеме за мажи, 12 години за жени, што жените раѓаат. Како ќе да биде исто 15 години за жени и 15 години за маж пензискиот стаж. За оваа друга група од 2 години или 3 години што убаво е што се предлага, нека добијат тие 5200 денара. А не може некој што пак да не се повторам што 14 години работи, а исто да биде во иста група со тие луѓе. Ја мислам дека ме разбрате убаво. Да, ме свати фудбал. Добро. Тоа беше се? Ако може уште една тема, пак уште една ваква да се конкретно да биде само за ова, за да може сите луѓе да се мислам дека има најмалку
20-30 луѓе, таква цела група кој што за месец, два или година или за 2 не може да го сварат правото на пензија. Да. Благодарам. Ви благодарам и вам за вашето јавување. Имајте убав ден и пријатен ден. Како што реков, пативме прашање до Министерството за труд и социјална политика, кога станува збор за државната пензија за сите. Кога се планира оваа мерка, дали би била до крајот на годината и дали би биле опфатени и оние лица кои што работеле на црно, односно кои што не си плаќале стаж. Кои лица ќе бидат всушност опфатени? И патните трошоци на пратениците на комисиска расправа, дали сметате дека треба да им бидат укинати патните трошоци или треба да бидат намалени од 30 на 20%? Да го слушнеме следниот гледач. Добар ден. Добар ден, повелете. Јас би кажала вака. Ајде. Воопшто да нема дневници на тие пратеници, пошто тие зимаат многу големи плати. Какви се тие дневници па го одравте народот го одра. И не СДСМ, не ВМРО, кои да биде, нема да бидат веќе гласени пратеници. Па не се ни потребни. Нема зошто. Какви се тие дневници? На што личи тоа? Па ние, овој народ македонски е будала. Будали сме, зошто ги гласаме? За да им ги полниме джебовите, да си ги полнат сами? Срамота. Никакви дневници. Претпоставам зборувате за патните трошоци. Молим? Велам, зборувате за патните трошоци? Да, за патни трошоци. Патни трошоци имаат тие плата. Да. Тие плата имаат. На што личи тоа? Колку многу евра зимаат пари, не евра пари, за патни трошоци. Па тоа е не многу, него премногу. А што се однесува до државната пензија, не треба да има државна пензија. Како што можев јас да работам 40 години, може ли некој друг да работи. А ако не сака да работи, нема ни пензија. Значи во нашата држава нема никакви закони. Наследната пензија, семејната, е толку многу голема, што жена или маж не е битно кој, со ниеден ден работен стаж зема поголема пензија од овие што работат по конфекциите по 40 години. Па нема смисла тоа, стварно нема закони. За кои пензии зборувате сега конкретно? За семејните. За семејните, добро. И државните пензии не се слагам ни за нив. Нема закон, не. Кој? Добро. Ако тоа беше се? Предлагам, само Добро. не може да стигне до ушите на парламентарците. Какви се тие парламентарци што сами си гласаат грабализам на народот? Срамота. Многу ви благодарам, пријатно. Ви благодарам и вам за вашето јавување. Имајте убав и пријатен ден. Државна пензија за сите, да или не, и патните трошоци на пратениците на комисиска расправа, дали сметате дека треба да се укинат патните трошоци на пратениците на функционерите, и за државната пензија, дали сметате дека треба да се додели буквално на сите, но оние што не ги исполнуваат условите, секако, или сметате дека може и фондот да го издржи овој товар. Да го слушнеме и следниот гледач. Добар ден. Ало, добар ден. Повелете. Државни пензии за сите, да или не? Не појаснивте дали тие што имаат работено 3, 4, 5, до 10, до 15 години стаж, или општо за сите, дали има или нема работено да добие државна пензија? Така. Значи, ние испративме прашање, реков јас неколку пати, до Министерството за труд и социјална политика, од каде што очекуваме да ни дадат одговор кои би биле опфатени. Значи, ова не е конкретна владина мерка и кога би била оваа мерка приготвена и ова решение донесено. Значи, чекаме одговор од Министерството за труд и социјална политика. Добро, фала многу. Веднаш штом ќе го имаме одговорот, ќе бидете известени или во оваа емисија, или во некој од информативните изданија. Ви благодарам за вашето јавување. Да го слушнеме следниот гледач. Добар ден. Ало, добар ден. Повелете. Поздрав до вас. Благодарам, поздрав и до вас. Фала. Значи, ме интересира ова државна пензија со сите. Значи, тоа, ја би бил добро тоа.
Сега, мајка ми има 75 години. Таа работел земјоделски работи, ако не работел државно, работел све што земјоделски работи. Добро. И таа во тие години сега, моментално има 75 години тука негде. Ни користи ни пензија нема, ни ништо нема. Има таа туѓа нега што се вика, ама таа е зашто иде на дијализа. Да, добро. Нега за трето лице, добро. Со ова, дали би може сега ми следува на низ или како е тоа сега? Вака, значи, како што реков, не знам дали ме слушнавте претходно, значи... Не ме слушав, да. Чекаме одговор од Министерството за труд и социјална политика, кои лица се би биле опфатени, значи, и кога би била оваа мерка готова. Значи, имаме потврда од портпаролот на владата Бошњаковски дека се изготвува ваква мерка, меѓутоа не знаеме точно кога ќе биде, дали ќе биде до крајот на оваа година и кои би биле се опфатени во ова решение, во оваа мерка. Сега не можам да ви дадам конкретен одговор, меѓутоа како што реков и пред малку, веднаш што ја имам информацијата, ќе бидете известени. Добро. Ќе ви информираме дали во оваа емисија или во некој од следните информативни изданија денеска ќе бидете во секој случај известени. Го чекаме одговорот од тоа. Патите трошат и за патениците на комисијата се расправа. Повелете. Па ова чудно не видам што колку пари се трошат за граѓаните тие пари што се трошат. Зошто тие ги земат тие пари на пример? Кога има луѓе што да речеме по социјални случаи по 3000 денари со една туѓа нега да речеме, а тие колку пари се земат тие. Ова е проблемот. Иначе ова државна пензија е добро, зашто не ги исполнува условите, знам дека не може, не работи тоа, да. Меѓутоа да им помогне државата, тоа е добро. Али овие пратеници па земат плата овие, па трошкови, па ова. Да. Извинете да не ви земам време. Фала ви за многу, али да чекаме, мислам дека ќе објавите ова за... Да, веднаш што имаме господин информација кој се ќе биде опфатен, ќе ви ја соопштиме, секако. Фала ви многу. Ви благодарам и вам за вашето јавување. Знам дека имате многу прашања што се однесува до државната пензија, токму затоа и се обративме до Министерството и од таму, како што реков, чекаме да излезат со нивен став. Што се однесува до патните трошоци, како што реков, денеска се најде пред членовите на Комисијата за финансирање и буџет, а веќе утре ќе биде ставен на дневен ред и на законодавно-правната комисија и Комисијата за политички систем. Со овие измени се предвидува надоместот кој пратениците го добиваат за секој поминат километар, зависно од цената на горивото, од досегашните 30% да се намали на 20%. Дуи пак, за време на комисијата најави амандман за укинување на патните трошоци на сите функционери. Да го слушнеме следниот гледач. Добар ден. Ало, добар ден. Повелете, во програма сте. Андреја Кимовска на телефон. Драго ми е, повелете, Андреја. Се сечаваме ли на слоганот "Нема правда, нема мир"? Да. Да, продолжува тој слоган. Колку што гледам. За пензија за сите, да, треба да има пензија за сите, затоа што се сечавам и на тоа, кога СДСМ искочи за предизборни кампањи, дека кажа дека ќе има пензија за сите, ама после малку тоа го стивна, као да не знаете, као ова, знаеш, мало блеф направија, точно како кажа, сите се сечаваме, дека ќе даваат пензија за сите. Како што јас се сечавам порано, сите се взимаат пензија. Дали била таа земјоделска, кучна, ваква, таква, сите взимаат пензија. Како може еден председател 4 години тука да си лапа пари као председател и после да добие доживотна пензија за тие 4 години, зашто да немаат пензија и сите? Затоа што тука се трошат пари невидено за многу глупави ствари, тогаш тие пари не кодат за народот, не јаде парче леп. За втората тема, пратеничките трошоци, тоа патните. Потхитно да се даде иницијатива и да се поднесе тоа каде оди, дали во управен, во уставен, во парламент, за тој закон се укине, да не постои патен трошок. Затоа што ако има за еден патен трошок, треба да се воведе закон да постои за сите во државата кои работат, дали приватно или државно. Значи, на тој како може и патен трошок да земе и дневница да упика, што дошол тука, значи работно време му ја упикува дневница и плюс плата да земе. Па ние не пасеме нафта, бе, луѓе. Нафта бе скапа, трава не пасеме и трава нема. До кога бе народот ќе го јадат, бе? Што мислат они, бе? Па они знаат дека народот пак искочи на улица, бе. Како се доаѓа на власт, така и се оди. Ало, ја одем на улица, ја
скапува по тие улици, протестирав да се смени овој режим, пошто стварно бе во Горчен 11 години не можевме на работа доеме. Се овие пак ги пикаат тие сончогледите на работа. Кога бе ние ќе работиме, кога нас ќе не работат? До кога ние ќе патиме од овие политички ситуации, затоа што сме од некоја партија. Јас сум СДСМ од 94-та книжка мене на чело ми пишува. Ва мене ако не ме вработи СДСМ, кој ќе ме вработи? Кој ќе ме вработи? Ангела Меркел? Немојте ме молам. Значи, стварно сум толку револтирана, подхитно да се укинат тие закон, тие патарини и дневници и да ги вратат парите јавно со документ дека ги вратиле во буџетот на РМ, народе, ОСПСТ, ТСТ, вака не оди. Они помнат пари, патни трошоци, купил джипче, X6, БМВ, си се вози, си шета, си ужива, си кркаат во кафеани, а ние кидеме по улици и ги ставаме на фотели. Па не иде така, бе, како тоа? Животот е еден краток и треба си живее како треба, не да се живее како, не знам, животно, па не сме така да живееме, како што живеат тука народот. Ке ве молам, ова нека биде стварно, некој го свати дека иницијатива потхитно парите да се вратат назад. Јас сум против тие пари што ги јадат. Бидејќи тој арамлавок. Некој нема корка лев дома, социјална помош, стварно мизерна 2000 денари бе социјална помош, уште не ga дале, бе, а земале патни трошици. Па кај води ова, бе? Греота, бе. Сите празници помина без социјална помош 2000 денари, некој два ја чекал, нема лев дома да јаде, бе. Греота ова, бе. Господ ке ги казни, бе, самото. Поздрав, пријатен ден, тешко револтирана сум денески, значи стварно многу комент. Тема вас ќе погодиле у прав момент. Луѓе, пазете, гледајте што се случува. Вака не оди. Пријатен ден, кис, Ви благодарам за вашето јавување, имајте и вие пријатен ден. Како што реков, ДУИ најави амандман за укинување на патните трошоци на сите функционери за време на комисиската расправа. Да го слушнеме следниот гледач. Добар ден. Добар ден. Повелете, во програма сте. Чекај, уште малку да намалам. Ајте, намалете уште малку телевизорот. И другиот. Се слушаме? Да, јас одлично ве слушам. Повелете. И јас, видите вака. Ајде. Темата е одлична, како што рече госпоđата. Вака, за пензија сум да добијат сите, доколку има пари, ама нема пари. Народот го лажат. И да се надоврзам со тоа, доколку има пари, се сложувам за предлогот, па вие кажавте дека ќе се распрашате, сте поднеле чекаме одговор од Министерството, да. Чекате одговор. Тоа може да биде така како што сега го толкуваме ние како гледачи, како слушатели и така натаму. Меѓутоа денеска е 23-ти. Ја мислам дека госпоđата Мила Царевска кажа до 15 ќе биде социјалната исплатена. Од 15 до 23 денеска е 8 дена. Се уште, а стварно луѓето се јавуваат, прашуваат што е со социјалната, негата, додатокот, мобилноста, постојаната, третото дете и така натаму и така натаму. Што се однесува до председателот, дали дојдол на 4 или 5 години? Не е точно тоа за 4 или 5 години, пошто ќе го земеме сегашниот председател, Ѓорѓе Иванов, тој нема 5 години стаж, има најверојатно повеќе години стаж. А дека има закон за председателите да користат председателска пензија, тоа е друга работа сега. Тоа не се многу, ако се менјат на 5 години или на 2 мандата, тоа е... Па 2 мандата се 10 години се СНС. Така користи државна пензија господинот Бранко Црвековски како председател и Ѓорѓе Иванов, Киро Григоров. Ја не знам по смртта дали има право да го користи тој или нема, тоа да не навлегуваме. Господинот сега жал ми е за фамилијата, може би не слушат за господинот Борис Трајковски. Борис Трајковски, знаеме како биде, како настана неговата ситуација, па пожелно би било и да се помогне, и тој беше председател на државата, со еден збор речено, и не беше лош председател, не дека му се случи така, лично за мене, мислам дека најдобар председател беше после Киро Григоров, пошто 20-та се починати, така да, дај Боже да има пари и да има за сите, и за тие што не работеле, да користат една минимална пензија, да си гледат за себе,
лекови за внуци, нешто, некое лижавци и така натаму и така натаму. Значи го поздравувам тоа, али државата, посебно Министерството, нека води рачун дека денеска е 23-ти. Да. Кажува технички проблем. Кој е тој технички проблем? Граѓаните и корисниците на таа социјала треба да знаат кој е тој технички проблем. Техничкиот проблем е немање пари. За мене тоа е. Технички проблем, друго нема. Благодарам, пријатно. Ви благодарам и вам за вашето јавување, имајте пријатен ден. Добар ден, повелете. Добар ден. Повелете во програма сте. Овака, првен една забелешка дека секоја точка која што е вие сте изготвиле, треба првен комплетно да се и под прашање и прашање да бидете спремни да одговорите. Вие кажувате дека државна пензија за сите, да или не, и после тоа дека додатно ќе ни информирате што се случува со пари, дали има или не. Значи, јас, господине, уште самиот старт на... Не, јас уште самиот старт на емисијата убаво објаснив дека станува збор за спини и за информација која што се ширеше на Facebook страната и поради тоа ние всушност го поставуваме ова прашање, дали се граѓаните за државна пензија или не, а додатно информациите и тоа дали ќе воопшто ќе има државна пензија, како што реков, чекаме и кои би биле опфатени, чекаме од Министерството за труд и социјална политика. Значи, независно со темата, ние чекаме чисто информативно за да можеме да одговориме на останатите прашања. Вака ве почитувам, пошто имам... За да не бидеме во заблуда. Простите, значи имам черка колку вас и ве почитувам вас, вие си работите работата за која сте дошли и секоја чест. Јас не ве критикувам вас. Ништо не е случајно. Така да и овие точки што ги прават, некој ги кажува, јас се извинувам, сега да не ве малтретирам вас, никогаш, барем во Македонија, ништо не било случајно. Се со некоја намена, и тоа е така. Веројатно не само во Македонија, цел свет е така. Добро. Вака сега. Државната пензија за сите, да или не. Пак се прашуваме, многу е нечестно да некој кажува кој што некој му овозможил да работи 40 години, а многу луѓе остана не дека не сакаат да работат. Да. И со факултет завршија доктори на науки, не има возможност да работат, па мора да бидат приморани да работат некаде кај што нема да се забележи нивниот стаж, така да не е човечки. Јас сум се снашал што мислам дека македонците, за жал, многу од нас, јас сум се снашал после мене потоп. Не е често тоа, не е верски, не е хумано. Јас сум за сите да бидат згрижени, но овдека мислам, пошто многу е контрадикторно е ова ситуација. Вамо се кажува дека фондот му е при крај, има таква дупка, ваква дупка, а сега за сите. Тоа е малку, мислам дека е со намена оваа точка дадена за да помине нешто друго. Тоа е едно, тоа е моје размислување. Значи, ништо не е случајно, луѓе, затоа што сигурно има некоја причина што баш сега ставена оваа точка. Што се однесува за втората тема, патни трошоци за пратениците на комисијска расправа. Пратениците од секогаш, мислам, не само овој состав, и предходниот, секогаш земале е сега и такви бенефиции, вакви бенефиции, не само платата, они секогаш, секој од тие пратеници на крајот искочува со големо конто и понапред не се ни прашуваше од каде му се парите, сега некој, и тоа е добро, барем почна да се плашат за трошковите за ова, некој повторно направи за да барем колку толку се вознемират луѓе, ја толку имам пари, некој ќе ме праша. Основно е, во наша има една изрека, рака која дава не се суши, ама намерно се кажува треба да се целиват, односно да се почитува. Народот осекогаш им дава на одредени луѓе, односно пречутно, ако волчиш исто као да се сложуваш, си земале тие пари и земаат. Така да дочекаме америчкиот амбасадор да кажува за таа од ТИК комисијата дека се доделиле пари, зашто вар сега, затоа викам ништо не е случајно. Секогаш има намена. Зашто баш реагираше америчкиот амбасадор баш тогаш кога се ова време за комисијата, а претходните комисии исто се земале, а никој не ги праша тогаш.
така да мислам дека покрај тоа што овие пратеници и сите овие функционери во државна администрација најверојатно треба во негде за да на секој поединечно им се стави во глава дека тие се народни пари и дека народот треба да се почитува. Така. Овие си земаат пари, ја имам комши, живеам во Ѓоче Петро. Живеам дел од тие функционери, тоа врвни функционери, може да ме слушаат, ги поздравуваме, сигурно ќе ме препознаат. Веднаш што се поставија на функции, забравија како дека ние сме комши, не поздравува, се смени цела ситуација. Одеднаш нивните сопруги почнаа да кажуваат дека имало подобни, се заборава. Така да господине, тоа пак нема кој да каже за како е оправдано, повторно ќе се створи една ситуација како пак не може да се оцени кој како. Мислам дека и друга една работа, луѓе. Ако случајно еве се укинат тие патни трошкови, па делот тие пратеници, а мора да постојат, не сака да работат. Ако стварно им требаат. Така да молба до сите овие институции стварно да се направи некое решение каде што и да бидат издржани тие решенија. Ова сега што до сега се земало, значи сите земале. Почет и многу здрави. Добро. Ви благодарам за вашето јавување, имајте убав и пријатен ден, да не бидеме повторно погрешно сватени, дека темата ја поставуваме затоа што се расшири информација на социјалните мрежи, нема владина одлука што се очекува, односно што се однесува на државната пензија, а меѓутоа од таму велат дека ќе постои ваква одлука, меѓутоа ајде чекаме одговор да ни каже дали ќе биде до крајот на 2018 година и кои се би биле опфатени во оваа мерка. Да го слушнеме следниот гледач. Добар ден. Ало. Повелете. Добар ден. Видите, за ова првата тема, дали првата тема што беше? За државната пензија за сите, да или не? Добро, тоа може секој да добие, бидејќи има многу луѓе што не можат да си платат или ово нешто, било што нешто го спречува и би требало, али не треба да биде како таа што е редовниот пензионер, нели? Тај државна пензија, ама да биде некој заштитен малку од малку. Добро. И сега, што е најважно, ако го слуша некој ова од државните функционери, ако го слуша и ако гледа некој, за овие пратеници. Добро. Он си добива плата. Јас сум поминал на многу работни места и на мене ми е давало дневница ми е давало точно и на мене колку е државната дневница. А на кај нив не е колку што е државната дневница. Еден патник троше или да дае 1500 денара дневница. Па да биде и за тај иста на 1500 денара, а не они за 2500 дневница. Или патни трошкове. А патните трошкове нек се доаѓа со автобус, нек се доаѓа со воз, нек се доаѓа со помала цена да има. А он сака за еден месец кола да купи или за 5 месеца кола, нова 10.000 евра кола. Нова кола. Иска да со таа кола ќе помине 10 години. Да. Воа не ми е јасно дали го некој слуша. Дали го некој слуша, тоа ми е многу важно. Иначе вака ние се слушаме тоа се ветер и магла. Јави ми, тај се јаве, други се јаве тоа. Тоа треба да се изнесе на седница. Тие треба оние да го тоа решат. Тие треба да не ли ги е срамо од вај народ што се јавува, што ги толку критикува, што ги и усунало чак дори. Кнати деца, кнати фамилии. Тоа јас не знам, тие нема, тие се усијани глави. Тоа е такви усијани глави што не може да постоje, не постојат такви луѓе. Тоа е толку усијана глава што не може. Така јас да сам одма се откажувам бе. Гледај какви министри низ Западо и Европа во се обарнал, он си дава оставка. Абе, вие треба тоа да го одма да си дадат оставка некој ако нема нешто, ако не се решава. Друго, тоа што е најважно, Заев треба да го чуе воа. Ваа треба да го, он го обекеше,
Он обекеше, ама никој не го слуша сега, да вземе да го чуе во што го дискутира народ. Тоа треба да го чуе, па да види колку е револт, ама ќе му се качат на главата. Ќе дојде ден и на него ќе дојде. Кога ќе дојде, он сега го тоа прави, попушта на сите. Сега, јас ќе попуштам, за да ми изберат наредниот пат пак. Абе, не може, закон, таков е законот, другари. Па, сакале, не келе, вие мора това да го направите, завршена работа, завршена работа. Ама, ај сега, ќе ви попуштаме, вие ќе ме дирате другиот пат. Абе, не може, кој сака нека дојде. Ако сака и Груевски, и Трајковски, и Петковски, и Заев нека дојде, кој ќе дојде, истата тарифа треба да работи. Така се вика домаќин, бива домаќин. А они, дојде му вчера, стручнаците право наместики на најголеми функции, почнаа право да плачкат. Право да плачкат одма. Па това на шо личе, луѓе, на шо личе? Два, па што? Па немаме народ веќе ние. Немаме народ, кој ќе? Те они едини, а вие службени сте. Они ќе ни изедат. Службата ќе ни изеде. Вие останатите што сме и пензионери, и работници, ќе ги уништат на цела службата, сета служба што е буџетарите, ќе го униште вај народ на чисто. Благодарам многу, само веќе некој слуша од страна. Да, се надеваме. Таков. Така. Ви благодарам и вам за вашето јавување. Имајте убав и пријатен ден. Добар ден за следниот гледач. Повелете. Добар ден. Повелете. Прво да се разбериме кои се тие државни пензии за сите. За кој прибаѓаат. Тоа кажете ми да можам да зборувам. Дали ме слушавте претходно, господине? Дали ја гледате од почеток емисијата? Значи, јас како што реков, повторно ќе речам и ве за сите оние кои што покасно може се приклучиле во оваа емисија, чекаме одговор од Министерството за труд и социјална политика, да ни дадат одговор на тоа кои би биле се опфатени во оваа државна пензија и кога би била оваа мерка, затоа што од владата имавме одговор дека ќе постои ваква мерка, меѓутоа не знаеме точно кога, ни кажа кога би било тоа наскор. Добро. Очекуваме одговор од Министерството, повелете. Сега вака. Ако се сметаат државни пензии за државни службеници, почнувајќи од председателот, јас викам, кога ќе наполни тој 64 години или жени 62, тогаш да добие пензија, а меѓувреме да работи негде советни и да работи овона. Како да се пензионира на 30-40 години? Заслуга има голема. Еме да ги направам заслугите. Прво, се смени името. Пензија да му дајме. Го смени знамето. И за то пензија. Сега го менјаваат јазикот. И за то пензија да им дајме. Држава, територијалната поделба е направија да нема пристап македонскиот народ и за то пензија. Па тие да се казна, бе. Народов, ја не знам што народ сме ние. И што чека, излезат на улиците да рече, чекај, стоп. Сега и имево се пазарат. Ништо не кажуваат, како нивна лична својина, или некоја нива имаат нивна, па ја продаваат. Кај го има ова? Во НАТО ќе смоделе во Европска Унија. Утре са бајле. Тоа, дека го избрише дека ќе појдеме таму. Па преговараат, па вака кажал, па онака кажал. Добро, тоа е сосема друга тема сега, господине, не зборуваме за тоа. Зборуваме за државна пензија за сите и се мисли за сите оние кои што не ги исполнуваат условите за пензија, дали да добијат државна пензија или некоја што би било 40% од најниската месечна пензија што постои кај нас. Види, тие ќе си го направат тоа џабе, ние ќе си зборуваме, а што се однесува за трошоците што ги прават на втората тема. Добро. Тоа да се укиди трошоци. Па патници трошоци, па дневници, па плата одгоре, па благодети од другата страна. Јас знам што прават. Кај ќе влези отворено се, ова е тој, она е. Давај нека носи низ врата. Но што речи тоа? Народов овци се. Тоа све треба под строга контрола да се укини. Службени возила менјаат таблици. Менјаат таблици, ставаат други таблици со службени возила си од дома. Тоа никој не го следи. Кој ќе следи? Полицијата? Со нив е. Нерегистрирани возила возат. Па шибузлук.
И сакаме во НАТО европска држава, затоа имат мајта Европа. Кој вози, господине, нерегистрирани возила? Квалитетни луѓе немаме да водат државата. Ага, господине, кој вози нерегистрирани возила? Не ве разбрав. За кого велите дека се возат нерегистрирани? Општо луѓе не регистрираат возила и ги возат. Ки фати полиција, јас сум тој, ти си она и никому ништо. Зашто личи тоа? Добро. Ви благодарам за вашето јавување. Имајте вие убав и пријатен ден, да не ја шириме и да не идеме во други насоки, да се задржиме на конкретните теми на кои што денеска зборуваме. Да го слушнеме следниот гледач. Добар ден, повелете. Нало, добар ден. Повелете, во програма сте. Поздрав до вас во студиото. Благодарам, поздрав и до вас. Јас една минута сакам само нешто да кажам. Значи, многу е тешко кога ќе се изгубат повластниците што не ги добивале незаслужено, значи со големи букви незаслужено од власта, и сега по секоја цена ќе бараме игла во столот цено, за да оваа власт падне и онаа старана да се врати. Значи тоа луѓе треба да разбереме дека нема да се случи како што вие планирате. Значи повеќе ова се однесува на државната пензија, бидејќи многу од гледачите рекоа дека нема пари државава. Вака, пари нема државата затоа што имаше луѓе што зема субвенции за земјоделски производи, а што живеат во Скопје. Значи имаше луѓе кои што земаат субвенции за сточниот фонд, значи крави, овци и така натаму. Јасно. А ти живеа во Скопје. Па вие како сакате пари да има држава? Луѓе не одеа на работа, а земаа под 15, по 18.000 плата. Како оваа држава ќе има пари? Дали вие знаете што зборувате овдека на телевизија? Значи, патните трошоци се една работа. Државната пензија за сите е друга работа. Да. Државната пензија ќе си се најде како таква, чим веќе владата размислува и дала некое ветување. Како сакате вие ветувањето преку ноќ? 12 години оваа држава е газена, буквално тероризирана и крадена од онаа мината власт. Па да, пари сега нема во пензискиот фонд. Знаете зашто? Преку 5 милиарди евра се изнесува од Македонија, и тоа според податоци од Светска банка, а не според податоци од СДСМ или од ВМРО. И сега нека ги вратат тие пари, ете го дете државната пензија. Што сакате вие? Како мислите вие реформи во државата да се направат? Преку ноќ не оди ништо. И сите знаеме дека кога дома една фамилија ќе земе кредит, таа го враќа 5 години. Да. И го отплаќа уште 60% од вредноста на кредитот. Ние се задолжиме преку 4 милиарди за времето на ВМРО владење. За да направиме онда некои глупости, некои споменици, уништиме да дишат сега деца ваздух никаков, што нема ни дрва ни бутур. И сега ние ќе кажуваме овде брзо заев ваков, оно и тако, не знам што правиле, одма лупнале на лоповлук. Немојте да филозофирате, дајте примери. Овде примерите ги слушавме на телевизија преку бомбите што и како се крадева. И нема, значи за државната пензија сега ќе кажам. Државната пензија мене ми изгледа како една поголема, позападна социјална мерка за сите граѓани. Јас би сакал да бидат опфатени сите. И оние што немале можност да работат, и оние што немале можност да си го исполнат работниот стаж до пензија. Меѓутоа треба да се внимава, значи да се одреди некој минималец, оние што воопшто не работеле, од X причини, да земат некој минималец, а понатаму за секоја година работен стаж, оние што ќе се пријавуваат како такви, да си има коефициент на зголемување на дадениот минималец, за оној кој што да речеме му фали 2 години, а веќе направил 2 години работен стаж за пензија, а веќе ги достигнал годините, да земат пензија каква што треба да земе. Да не се изедначува линеарно. Затоа што сепак некој придонесувал во фондот и двоел пари за тоа, а овој што не работел, не двоел пари и не придонесувал, така да скалата мора да постои. Меѓутоа треба да бидеме многу внимателни затоа што сепак се работи за социјална мерка, овде јасно се разбира. А за патните трошкови на пратениците, не се сложувам со патните трошкови дека треба да бидат се уште се високи. Дека мора да има патни трошкови, мора да има. Требаше ова да го зборувате во предходната власт кога се зема по 24-5.000 евра патни трошкови, како да една господја оди со авион од Струмица до Скопје и назад. Меѓутоа вие тогаш господо што се јавувате молчете.
И да ви рече, дали треба да се намалат, вие овдека ќе викавте никако намалување. Сега треба да се намала. И овие 20% се многу, јас би ги намалил на 15%. Толку треба да земаат пратениците и доста име, меѓутоа мора да патуваат, затоа што секој пратеник си има своје избирачко тело и градот кај што доаѓа, односно општинот кај што доаѓа, и тој мора секојдневно да биде присутен таму, за да можат граѓаните да реагираат и комуницираат со него за сите проблеми во општината, односно во градот кај што доаѓа. А патниве трошкови се уште се високи, не 20, 15% им се доволни толку се примени формулата која што сега се применува за пресметка на изминатите километри. Ви благодарам на вниманието и ви сакам све него. Ви благодарам и вам на вашето јавување. Имајте убав ден. Да го слушнеме следниот гледач. Добар ден и повелете. Добар ден. Повелете. Во врска со програмата ова што е влезено преку социјалните мрежи за државна пензија за сите граѓани на Република Македонија. Тоа е многу убаво, затоа што никој нема можност некој да се вработи, некој нема можност од оправдани причини. Плюс тоа овие платите се многу минимални во државата кај нас. И секој треба тоа да добие државна пензија, се разбира дека нема да биде равна со пензијата на некој. Пошто и кај нас во Македонија на денешните пензии ги нема тие пензии одредени према својот работен стаж. Некој што требал да земи пензија 20.000 денари, му дават пензија 7-8.000 денари, а тие разликата на тие му дават на некој што ќе земи плюс 50.000 денари. Значи тука има некоја малверзација во пензиите кај нас во Република Македонија. Многу стаж се крие. Значи нема некоја регуларност кај нас во фондот за пензиониот фонд во нашата држава. Добро. Социјалните случаи кај нас се уништени. Еден социјален партнер, мислам, на социјално семејство, не знам која прилика треба да земи 4-5 зема, или колку зема, не знам точно. И плюс тоа не сме да се има возило на своје име. Значи, во Австралија, високо развиена држава, секој заслужува државна пензија, дали работел не и колку тоа има пензија некога. Секој социјален случај му дава социјално колку да ги покрие трошоците, значи платена струја, вода и да се прехрани. И плюс тоа смее да има своје возило до одредена кубикажа. Значи, ние треба да одиме на тоа нешто, да одиме напред да ги штитиме нашите граѓани. А што се однесува до пратениците за патните трошкови, не би требало да земат. Зошто? Југославија, како Југославија беше многу развиена држава, беше во развој вела сите, меѓутоа таа беше развиена држава. Па во Београд сите пратеници живееа во Београд, во Скопје сите пратеници живееа во Скопје и да не наредам во други републики. Значи државата треба да му обезбеди државни станови, секој пратеник што ќе дојде на власт да се живее во Скопје. А тој ако сака да се на пример Битола или Прилеп или Охрид, тоа нека се на негова сметка. Значи тој ќе си има стан државен, што ќе си плаќа трошоците, нормално вообичаено како секој семејство што плаќаме према држава, значи струја, вода, комунални и таква работа. Тука треба ние сите да одиме напред и да гледаме и тоа ќе оди напред државата. Добро. Благодарим. Ви благодарам за вашето јавување. Ни стигна и одговорот од Министерството за труд и социјална политика за државните пензии, каде што велат: воведувањето на државната социјална пензија е предвидена со програмата за работа на владата на Република Македонија 2017-2020 година, а мерката треба да се имплементира од 2020 година. Имено, за реализација на оваа мерка потребна е анализа со која ќе се дефинира опфатот на граѓаните и тоа граѓани кои живеат на територијата на Република Македонија, имаат македонско државјанство и имаат живеалиште на територијата на државата. Исто така, целта е да се опфатат и граѓани кои веќе имале период на осигурување, определен период на работен стаж во Република Македонија, но тој стаж е под 15 години и немаат под 15 години и немаат стаж на осигурување во друга држава со која Република Македонија применува договор за социјално осигурување или пак со странскиот пензиски стаж и македонскиот пензиски стаж не ги исполнува условите за старосна пензија. Анализата треба да покаже и колку македонски државјани со возраст над 65 години остваруваат некакви други приходи.
Целта на оваа мерка е да се обезбеди социјална сигурност пред се на возрастните граѓани над 65 години живот, кои не остваруваат пензија и немаат други приходи. По дефинирањето на категориите на граѓани кои ќе се опфатат со оваа мерка ќе се утврди начинот на определување на социјалната пензија и износот на истата. Министерството за труд и социјална политика овој проект го презентираше на седницата на Советот за социјална сигурност кој се одржа на 1 декември 2017 година, а во кој учествуваат представници од Сојузот на Сдруженијата на пензионерите, повеќе министерства, Фондот на пензинско и инвалидско осигурување на Македонија, Црвениот крст на Република Македонија и двете пензиски друштва, МАПАС и двете пензиски друштва. Во моментот Министерството за труд и социјална политика ги прибира и анализира податоците за лицата кои имаат над 65 години возраст, немаат 15 години пензиски стаж и во најкраток период ќе достави предлог решенија за воведување на овој вид на пензија. Дали имаме друг гледач на линија? Добар ден. Добар ден. Извинете ме што ме почекавте малку, да го прочитам соопштението од Министерството, повелете. Прво, државна пензија дае ли не ја да. Идејте во Австралија, пример, сите без разлика на таа возраст, ајде не се години, не сум сигурна, па така разбирам, немам се таму, сите добиваат пензија, тоа е иста пензија на таа возраст. Значи сум да. Второ, за пратениците, за патниците. Прво, јас ќе се малку задржал, дека на 2 милиона луѓе 120 пратениците многу и според бројот на тие луѓе и според другите држави во Македонија се доволни 40 пратеници, а не 120. Трето, патните трошоци се многу големи, бидејќи они толку се занесоа и со тие манипулации со нивни патни трошоци се обогатија за сметка на оние што ги избрале, на граѓаните, на народ. Друго, треба и платите им се големи според мене и не треба да имаат толкави големи плати, бидејќи тие се членови во разни комисии. Само взимаат пари, не е тоа само тек така. И затоа предлагам да се види малку да се чепне и кај платите нивни, и секаде, уствари треба целосна реформа во овој систем во секретарите, бидејќи стварно дојдоа без ништо, се обогатија и тоа со мандатите, сите скоро, сите да го речам, не сите, ама скоро сите по 3-4 мандати имаат, па они стварно луѓе да ограбија држава. И според мене, они не се народни, туку противнародни пратеници. Пријатно и благодарам. И благодарам за вашето јавување. Да го слушнеме следниот гледач. Добар ден, повелете. Добар ден, јас извинам, вторпа се јавувам, меѓутоа ме изиритираа претходниците двајца кога спомнуваат Австралија и се шири дезинформација со австралискиот систем на пензионирање и взимање пензии. Јас само ќе појаснам. Моите кумови се уште таму. И они сега у септември беа тука во Скопје. И баш разговараме на темата пензии во Австралија, пензии во Македонија. Да нема забуни, во Австралија се уплаќа линеарно пензијски систем, но се уплаќа и во вториот систем процентуално. И сите зимаат линеарни пензии од државата по линеарниот систем на уплата. До човека зимаат $1700, али има една друга цака. Доколку сопругата работи, а сопругот освари право на пензија, нема право на пензија додека и она не отиде у пензија. Второ, ако имаат имот на нивно име, куќа, немаат право на пензија. Да нема забуни, да не се шират дезинформации на одека. Така. Да, значи, најубаво ќе биде. Наши што со Австралија нека го кажат јавно, како е австралискиот систем на пензионирање. Линеарно да, но линеарна пензија, линеарна уплата, линеарна пензија. Не е процентуална како кај нас. Додека двајцата супружници не осварат право на пензија, ни едниот не зима пензија. Откако ќе осварат двајцата, тогаш зимаат државна пензија. Без разлика кој порано или покасно отиде у пензија. И не смеат да имаат куќа на нивно име. Да. Да немаат нејасноти, толку пријатно. И благодарам за вашето јавување, имајте пријатен ден. Да го слушнеме следниот гледач. Повелете. Ало. Повелете. Добар ден. Добар ден.
Темата ме заинтересира и има големо значење да се зборува за неја. Јас од село се јавувам и ме загрижува по селата кои се занимаваат со земјоделие. Има многу голем број на жени кои се починати мажите, а има и мажи. Не биле во можност да сваќат 3 до месеце. И тие сега се принудени да работат на нива или на терет на партијата. И посакуваме на тема за нив и верувам дека владата ќе преземе одговорност и за нив. Исто така и за инвалидите. Ние сме социјални случаи, инвалиди. И исто и за нас, колку толку ние да не бидеме прекинувани, редовно да ги примаме примајната. И така да бидете поздравени, да не должам, верувам дека ќе се преземат мерки за тие луѓе. Жалостно е. Така. Ви благодарам и вам за вашето јавување. Имајте убав и пријатен ден. Државна пензија за сите, да или не, и патните трошоци на пратениците на комисиска расправа, дали треба да се укинат патните трошоци на функционерите или пак да се намалат на 20%. Да, го слушнеме следниот гледач. Добар ден, повелете. Дали имаме гледач на другата линија? Добар ден. Ало, добар ден. Повелете. Поздрав до вас. Благодарам. Јас за првата, не за втората, пошто сум вработена во 8 септември, а не имаме никаква плата. 23 денеска ништо не ни дадо. 115 души сме без решење, без никаков статус, што вика чистачката. Па овие пратениците малку нека стават прст на чело и нека дојдат во 8 септември да видат дали ние 115 души сме нешто осигурани или денеска е 23-ти, директорот не заборавил нас, дека тука сме вработени. А што е најжално, со Димитар Влаков и со 6 месеци курс доаѓаат медицински сестри, а ние со 4 години и плюс 3 години виша, ништо немаме тука. А и друго, по шалтерите има луѓе со 2 факултета седат без никаков статус, ништо. А овие пратеници, па малко ли им е платата, бе? Па затоа они ќе бидат пратеници само на пензионерите, а ние младите ќе си отидеме. Ќе си отидеме. И што рече господинот, па доста е бре веќе 30-40. Што е ова 120 души ве сите возат джипови? А ние 9010 не ни ги дават. Не забораиле дека сме биле со таков статус. А каков? Никаков. 33 години имам, бе. До кога ќе чекаме ние? До кога оваа држава ќе не музе нас? Управо се луѓето што зборат. Ние ќе заминеме, па они да видам на кого ќе бидат. Поздрав и се најубаво. Поздрав и до вас, ви благодарам за вашето јавување, ви посакувам секој добро и на вас. Да го слушнеме следниот гледач. Добар ден. Повелете. Поздрав до вас во студиото и до гледачите на оваа емисија. Повелете. Јас мислам дека разгледувањето за пратениците, па значи толку ИСАВ да се нема. Еден доктор 40.000 и ако треба да дојде на работа, ќе треба да дојде со такси или со свое возило. А часот му го платят 100 динара. Од час, ако треба да го викнат од дома. Добро. А пратениците, како што е во другите држави, нека му дадат автобуска карта и нека се замешат меѓу луѓето, што тие се од народот избрани, па да видат како живее обичниот народ. Значи, сите граници се поминати. Плюс тоа, 120 пратеници, тоа сте многу, треба да бидат 80 према европскиот просек. Државните службеници и тие се 1/3 повеќе. И за пензионерите, уште една реченица, ако ми дозволите, во Европа само 10 години е минимум стаж, другите пари си ги повлекуваат, пензиската каса, парите си ги повлекуваат. И тамо се плача линеарно, а не како тука. Значи, на основите на платата, на минималната плата, на тоа се плача и придонеси. Не може ние тука кога како прво со
еве јас таа генерација сум, 4-то деление било задолжително, средно и со виша, значи вложуваш во образованието, имаш поголема одговорност, имаш поголема плата и повеќе стопирачки на придонеси. И не може да биде исто. Може би кој ќе се смене системот, па наредните генерации, со воведување на новиот систем да видат и пензиите. Моментално тоа е неизводливо. Биете поздравени, има и добар ден. И благодарам и вам за вашето јавување, имајте и вие убав и пријатен ден. Да го слушнеме следниот гледач. Добар ден. Добар ден. Повелете, во програма сте. Лака сега, ние не можеме, што рече госпоѓа, са Германија било така. Ние не можеме да се мериме, апсолутно со Германија. Имат кај нив и во западноевропските земји. Има алос, некако... Ве слушате добро? Ве слушам одлично. Одлично ве слушам, повелете. Во западноевропските земји има закони што владеат, донесени се пред 100 години и се надградуваат све во позитивна смисла за луѓето, за народот во која држава зависно живеат. Така се носат и законите и важат за нив. Мене само не ми е јасно овој од Австралија што рече дека во Австралија ако има куќа немаат пензија ни мажот ни жената. Добро, не се способни веќе, сакам да го негирам неговото, да му реплицирам. Не може да работаат. Имаат куќа, а одошто ќе живеат? Дали имаат и стекнато? Западноевропските земји што прават? Имаат солиден живот, без разлика дали е тие отишли од Македонија или од друга држава таму да работаат, имаат солиден сега. Така да речам, живот кој што им пружа добар живот, стандард, меѓутоа државата не им дава да се обогатат. Тоа и во Австралија верува. И како може пензионер едва оди по пат, едва се движи да нема пензија. Тоа не го сваќа. Меѓутоа, уште за државната пензија сакам да речам, имат сопружници кои работале во фирми, во предпријатија по 30-35 години. По некој разлог останале без работа. Дали приватизацијата, што за мене е коректно, не беше коректно, требаше во неколку етапи да не навлагаме во тоа, останаа без работа и не можат да земат по 30 години, 35 години, не можат да земат уште пензија. Зошто тоа? Затоа што државата така го направила тоа. Или сега ќе се вратам назад. Зошто тие 30-60 години? Па дајте да им се даде еден солиден живот за да се преживее. Меѓутоа ќе видиме како ќе се однесуваат, што рече жената и за овие земјоделските пензии, земјоделски парони имаше пензии, па на некој начин и тие работат за нив, меѓутоа нешто ќе излезе и на пазар, со тоа веќе вреднуваат во општеството, вредат за општеството, затоа што тоа што го изделе на пазар апсолутно добива некои размери на пониски цени и да не навлегуваме тоа. За патните трошоци. Видите, и јас сум работел, сум одел по терени, па сум одел и по 2 терени. Би следувало за почеток, пример, 5 дневници, другото 2 месеци, 3 месеци, колку ќе се остане таму, следува плата. Патните трошоци од до и се остануваат. Меѓутоа, се сложувам со тој господино што рече, знам, јас имам и пријатели, пратеници и ред други работи, меѓутоа немојте некој да покуша да ми се налути. Нека ми рече во очи дека 15% е мене ми се чини реално. А 20% нека го земат и тоа. Ама јас во една реков во една телевизијска куќа друга, нека земат и 20 и 25, меѓутоа да го одработаат, да влезат меѓу луѓето, меѓу нас граѓаните, зашто ние најобичните граѓани и знаеме проблемите, ама нас најмал се не слушаат, апсолутно. И уште нешто,
една жена рече, па јас сум бележана, мене кој треба да ме вработи? Не можам, приватно не можам да најдам. Јас сум пензионер, не зборувам за мене, не е битно. Меѓутоа, Меркел рече треба ли да ме вработи? Па да видиме искрени. ВМРО, јас секој сум да се вработи, апсолутно човек што не мислам лошо, нити сакам некому лошо да направам. Секој сакам да јаде едно парче леп, да преживе. Меѓутоа, што рече, па за мене Меркел ќе ме вработи. Или напика работни места и сега нема отпуштање. Па јас сум првиот за да нема отпуштање. Во тие што треба да ги отпуштат има и мои пријатели и роднини се. Секој нека јаде парче леп. Меѓутоа, дайте малце да се мрне прст и за други вработувања. Да, добро. Дали во приватен или државен сектор и ред други работи. Да, не се замараме многу, да оставаме многу простори за другите. Секој е добро поздрав. Така, ви благодарам за вашето јавување. Ни стигна информацијата и за стечајците, каде што се вели законот за материјално обезбедување на невработени лица поради приватизација на предпријатија со доминантна сопственост на државата е влезен во сила од 29.2017 година. Во истиот се утврдени условите за остварување на правото, а постапката за остварување се врши преку Агенцијата за вработување на Република Македонија, односно надлежниот центар според местото на живење, каде што невработените лица треба да достават барање. Врз основа на доставеното барање, Агенцијата за вработување донесува решение за исполнување на условот или неисполнување на истите. Доколку невработеното лице има добиено позитивно решение, ќе треба да се обрати до Агенцијата за вработување на Република Македонија да се провери за исплатата на надоместокот. Ова се однесува за платите на стечајците, за кои што неколку гледачи се јавија токму во емисијата во тек. Тука би сакала да ви се заблагодарам за вашето внимание. Ви посакувам убав и пријатен ден. Во 14 часот погледнете ги најновите информации од Македонија и од светот, а со мене се гледате повторно утре во истото време. До гледање.